Dobro večer od Vašingtona, ovaj TV žurnalat na glasot na Amerika na makedonski jazik Newsflash. Ja sam Lilica Kitanovska. Amerikanski državen sekretar je započnula posjetata na Kina. Kirgistan donese zakon za zatvorenje na amerikanska baza v državata. A amerikanski vesnik se izvini zaradi objavljanja na karikatura po golemi javni protesti, v koja se veruje, deka predsjedatelj Obama se sporedува со šimpanzo. Kina je posljednata stanica na 4-dnevnata turneja niz Azija na Hillary Clinton. Pred zamene za Peking, ta ja posjeti Južna Koreja, kada go podrža Seul vo povik od Severna Koreja da ne prezema provokativni akciji, dodeka tenzijite na korejski od poluostrov se intenzivirat. Kirgistanski predsjedatelj Kurmanbek Bakijev danas potpiše zakon za zatvoranje na amerikanska vazduhoplovna baza, koja je ključna za snabduvanje na amerikanskite i vojnicite na NATO stacionirani v Afganistan. Somerkata se prekinuva amerikanski pristup do vazduhoplovnata baza Manas. Amerikanskite sili imaat 180 dena da ja napuštat bazata. Karikaturata objavena vo vesnikot New York Post vo sredata dvajca policajci stojat do tela na šimpanzo, otkako jedan od njih gubil životnoto. No ova drugi od policajac veli, ke mora da najdat nekoj drug da go napiše slednji od stimulativen paket za ekonomijata. New York Post izdade saopštenje vo koje se izvinува za karikaturata za koja veli deka bila ismejuvanja na, citirame, absurdno napišanje od ekonomski stimulativen paket. Nekoj pak verува deka karikaturata je i sugestija za ubistvo na predsjedateljot. Kaj novata amerikanska administracija se čini deka Balkanot nema da bide vo fokusot. Na ova tema izvestova Jane Bojađijevski od tribina vo Centar za transatlantski odnosi vo Washington. Well, there's Mike's right there. Стабилизирањето на Афганистан ќе биде главно трансатлантско прашање врз кое ќе се градат идните односи меѓу САД и Европската унија во рамки на НАТО, кажаа повеќе дискутанти на тркалезната маса на тема Европските перспективи на агендата на новата американска администрација. По барањата од САД, европските партнери да обезбедат поголемо учество на мировници од други земји за стабилизирање на Афганистан. Европа засега покажува волја само за учество во незиниот граѓански сектор. Но што се однесува до Соединетите американски држави, директорот на Центарот за трансатлантски интеграции при Универзитетот Џон Хопкинс, Даниел Хамилтон, за Гласот на Америка изјави дека очекува новата американска администрација да продолжи да работи на прашање од Балканот. Мислам дека ќе има поголема ангажираност отколку што беше случај изминатите години. На тоа укаже и најавата на новата администрација на председателот Обама за стабилизирање на југоисточна Европа, регион без кој Европа не е цела. САД остануваат определени на тој процес. Сепак поранешниот заменик државен секретар за европски прашања го лоцира тежиштето на, како што рече, најголемата светска закана. Clearly, the greatest threat right now to both Europeans and Americans emanates from the borderlands of Afghanistan and Pakistan. Најголемата закана денес, како за европејците, така и за САД, доаѓа од пограничните области меѓу Афганистан и Пакистан. Приоритетите се изменети за сојузниците, но секако дека заложбата за стабилен Балкан останува. Стивен Лараби, председавач за европската безбедност при корпорацијата РАНД, за Гласот на Америка изрази резервираност за приоритетите во надворешната политика на новата администрација во Вашингтон. I think it's very hard to tell at this early stage. Рано е да се каже во оваа почетна фаза каква позиција ќе има администрацијата на председателот Обама кон Балканот. Мислам дека најпрво ќе треба да се справи со прашање од поголема итност. Афганистан на првото место, следи Иран, потоа состојбата на Блискиот Исток. Состојбата на Балканот останува нестабилна, но споредено со светските жаришта кои ги споменав е помалку проблематична за САД. Балканот е надминато кризно жариште и му престои релативно мирен период и покрај разликите во рамки на Европската унија за независноста на Косово и застојот на реформите во Босна и Херцеговина. Иран, Северна Кореја, но и Афганистан ќе бидат во фокусот на идната надворешна политика на Соединетите американски држави, заклучија соговорниците. Јане Бојачиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Следи прилог на уште една тема за која на Балканот има голема загриженост, но се чини дека регионот нема многу избор. Снабдувањето со нафта од Русија. Прашањето што се постави пред светот и посебно пред Европската унија е како да се спречат слични нафтени војни во иднина и кои чекори треба да се преземат за политичките несогласувања да немаат комерцијални реперкусии.
На собир во Вашингтон беше повикан Ангелос Пангратис, министер и заменик раководител на делегацијата на Европската унија во САД, да го изнесе ставот на Европа по многобројните состаноци на оваа тема. Многу стручњаци велат, кажа тој, дека ако се имаат предвид релативните трошоци, гледано среднорочно, поветувачко е да се инвестираат ресурси за подобрување на способноста да се пренасочи текот на нафтата, отколку да се подобри способноста за создавање резерви, што е очигледно многу скапо. Но тоа секако не значи дека имањето резерви не е корисно во долгорочна перспектива. Па сепак опцијата за изградба на нафтоводот Набуко, што значи нафтата од Централна Азија да доаѓа во Европа преку Турција, доби приоритет меѓу идеите. Чарлс Капчан од Советот за односи со странство за Гласот на Америка вака објаснува. I think that would probably be one of the most important Набуко донесува нов извор на снабдување и тоа таков што ја заобиколува Русија, што значи дека Русија ќе има помала контрола на целокупното европско снабдување со нафта. Треба да се види дали е финансиски исплатливо, кога и дали воопшто ќе биде изградено. Тоа е навистина опција број 1 кога се работи за зголемување на сигурноста на снабдувањето. Југоисточна Европа во ова има особен интерес, бидејќи нафтоводот ќе влегува во Европа низ Југоисточна Европа, а тоа се државите кои имаат екстремно висока зависност од руската нафта. Европа се уште нема кристално јасен став, но амбасадорот Пангратис соопшти дека де факто Набуко доби поддршка, односно комисијата предлага Набуко да добие финансиска поддршка, што зборува дека Набуко се дефинира како приоритетен европски проект. Од теоретски аспект пак, Капчан вели дека нафтената војна меѓу Русија и Украина ја стави Европската унија во многу тешка позиција. Унијата останува зависна на увозна енергија од Русија и за прекин на таа зависност ќе биде потребно многу време, заради едноставен факт што во догледна иднина индустриализираните држави ќе се потпираат на фосилно гориво за енергија и да изградат нови нафтоводи, ако воопшто изградат, ќе е потребно години. А тоа ги остава државите во Европа и при тоа особено државите од Централна Европа и Југоисточна Европа многу ранливи. Затоа мислам дека односот на Европа со Русија треба да биде во преден план како дел од енергетската политика. Знаејќи дека Русија може да го запре и да го пушти текот на нафта, Европската унија мора да биде многу внимателна во однос на природата на тие релации со Русија. И кога Европската унија не може да изгради заеднички став, што им преостанува на помалите држави? Капчан вели, тие немаат избор. Нафтата доаѓа и ќе доаѓа од Русија во догледна иднина и тоа мора да се инкорпорира во нивната дипломатија. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Ви посакуваме убав викенд од Вашингтон. Јас сум Лилица Китановска.